сум лобирал, сум им кажувал на институциите и на носителите на одлуки да отпочнеме некоја мала катедра по македонски јазик на Харвард. Пред многу години професор бил Хорас Лунд, кој што објавува првата граматика на македонскиот јазик на англиски. И мислам дека биле лични пријатели со Блаже Конески. Токму оваа приказна да се употреби, аплицирав на 5 универзитети во Велика Британија, каде што бев примен и на универзитетот во Торонто, во Канада. Секаде те примија, сакаш да ми кажеш? Да. Од страна на американските универзитети типував секогаш на Харвард. Никогаш. Задуваш тишина, чекам знака сум невидлива. През сите твои древови. Што го врти светот? Повторно прашуваме. Овој пат паметен млад човек од Македонија кој студира на најпрестижниот факултет на светот, Харвард. Тој не е единствениот македонец кој студира на Харвард, меѓутоа целиот процес само да се стане студент на овој универзитет е исклучително компетитивен и исклучително тежок. Лука зборува за тоа како го одржува и негова македонскиот јазик на далечина и на кои се начини може да придонесе иако не живее тука. Тој е интересен пример за сите оние млади кои одлучуваат да студираат низ светот, доаѓаат од Македонија, но и за оние кои стануваат тука. И вели дека младите се движечка сила која што може да придонесе за државата. Уживајте во овој разговор. Навистина е прекрасно да се слушаат млади паметни луѓе. А во музичкото студио ги слушаме Саут Парк. Тие се луѓето кои што на сите ни се познати од ноќните свирки во Скопје и низ целата Македонија. Но овој пат ја слушаме нивната на вистина одлична нова авторска музика. После долги години конечно ќе добиеме прекрасен албум на Саут Парк. Здраво, Лука, што го врти светот? Па, ќе го цитирам Фројд за да одговорам на ова прашање. Мислам дека тој го дава најдобриот одговор, а тоа се Ерос и Танатос. Да ги симплифицираме, значи човековата желба за љубов да создава и човековата желба за насилство да уништува. Интересно. Ова не сме го имале како одговор, одмах ќе ти кажам. Нивното танго го врти светот, на љубовта и смртта. Добро. Сега, ќе ти поставам кратки прашања, сакам брзи кратки одговори. Фанта во Македонија или во Америка? Македонија. Ти како мораш така да одговориш тука. Жолта или портокалова, нели? 2 часа како ги користиш, на читање книга или на гледање подкаст? Слушање подкаст. Читање книга. Па добро, на Харвард мислам дека не имаш избор многу. Учење со музика или без? За сите што спремаат испити, Бетовен 9-та симфонија. Најдобре. Добро. Ова мислам дека може да го земеме како факт со оглед на успехот кај тебе што Бетовен 9-та симфонија има. Зима во Бостон или зима во Скопје? Подеднакво се ладни и двете. Исто ли е магливо и загадено во Бостон? Ето, да, извинете, се префрлив јас на времето, на снегот, на температурата, загаденоста се разбира не е иста. Така што од тој аспект почист воздух е во Бостон. Бостон е многу интересен, јас се воодушевив дека е малку како европски град и студентите и универзитетите носат некој многу добар дух и многу убав и архитектурата е прекрасна. Што ти е омилено да правиш во Бостон? Освен да учиш. Омилен дел од Бостон е една населба што се наоѓа на Beacon Hill, како ви дошло тоа, нели Beacon Reed. Beacon Hill е интересна стара населба, тука е таа препознатлива црвена бостонска цигла, убави куќи, убави згради, убави ресторани, зеленило на улиците, така што е многу интересно само да се човек шета таму. Лука, интересно ми е посебно за тебе, затоа што си млад човек, да те слушам дека зборуваш на македонски јазик и доста правилно зборуваш, особено ако се земе предвид дека средното образование ти е на англиски, на факултет сега учиш во Америка, немаш многу допир со англискиот, не каже и дека цимерот ти е црногорец, што е уште повеќе ја зезнува работата. Кажи ми, како го негуваш јазикот и кој е значењето на македонскиот јазик за тебе, за до тоа ниво сепак да го негуваш и покрај тоа што некако, не мораш, а гледаме дека некако го напуштаме јазикот, особено по младите генерации.
Еве, забележувам и во ова излагање, токму поради студирањето знаат да ми влезе некој натрапник, некој србизам или англизам, и лично не го кажав ова, нели, на глас, меѓутоа ми пречи, обврска кон јавноста е. Говориме пред многу илјадна публика. Да. Одговорноста е македонскиот јазик да го говориме правилно и стандардно. Блаже Конески, нели, можеби најпознатата јазикот е нашата единствена татковина, меѓутоа македонскиот јазик за мене, кога се говори стандардно и правилно, еден од ако не и најубав јазик на светот. Македонската книжевност е богата, полна со добри автори, кои што со своето творење, помладите особено тоа знаат да го кажат, нели, јазикот не ни е доволно богат. Авторите со своето творење го докажуваат токму спротивното. Апсолутно. Одлика на мојата индивидуалност е да говорам вака на македонски. Намерно го сузбивам скопскиот дијалект, типа и не ми се допаѓа можеби ниту еден дијалект, меѓутоа нели некако скопскиот е земен за некое повисоко место, а на другиве луѓе кои што говорат на други дијалекти, некој знае и да ги подценува, без разлика, дијалектите се дијалекти, меѓутоа во јавен настап стандардниот македонски јазик треба да предничи. Тоа е ниво на комуникација, ниво на култура, обврска кон сите други. Го сакам како јазик, ја сакам нашата книжевност, редовно го одржувам, ќе си земам некој, например, нормално разговарам со родителите, семејството, пријателите, скоро секојдневно, ако не и секоја недела, кога сум таму, знам да си земам и некој роман со мене и да го читам во текот на студирањето, да сум моментално единствениот македонец на Харвард. Меѓутоа, пак ќе кажам, одраз на нашата индивидуалност, врв на нашата мисла и алатка за создавање на уметност. И за разбирање на светот, пак ова звучи многу абстрактно, меѓутоа се што гледаме, се што слушаме, се што вкусуваме, се што мирисаме, преку јазикот го изразуваме и не го прифаќам тоа дека англискиот јазик некому може да му биде полесен. Сега, затоа што во економијата и во предприемништвото особено, ама и во истражувањето исто така, многу се оди на ризик за да се открие нешто ново. Друг начин нема. Иако можеме да истражуваме до утре, мораме во еден момент да ризикуваме. И затоа сега ти поставувам вакво прашање. Односно една игра која што треба да ми одговориш со никогаш, можеби, секогаш. Слично како влегување во братство е, така што спреми се. Би ризикувал да тргнеш на патување без телефон. Можеби. Добро. Така. Да инвестираш пари во нешто што не го разбираш целосно. Никогаш. Фер, не си сепак на financial. Да скокнеш во море без да провериш колку е длабоко. Никогаш. Добро. Опасни ми се тие скокања. Да, и на мене, исто. Да кажеш јавно мислење, што знаеш дека ќе биде непопуларно. Секогаш. Добро. Немам проблеми со тоа. Да смениш кариера без да имаш план. Си одам од тука и од утре сум нешто. Па и може и направив нешто такво. Веќе, можеби. Да прифатиш јавна дебата без однапред дадени теми. Да не ти кажат зашто си на дебата, те викаат на топ тема и... Секогаш. Да одиш на журка вечер пред испит. Да. Секогаш. Каква воопшто ова прашање? Таа е на Харвард, ние цело време се журкаме пред испит. Секој ден сме на испит. Да заменеш на патување со луѓе што туку си ги запознал. Можеби. Добро. Да пробаш јадење, а да не знаеш што има внатре. Можеби. Да одиш на состанок на слепо. Дейт. Слепо е, не знам. Можеби. Не, па не знаеш. Можеби, ајде, не секогаш, можеби. Да тргнеш од дома без паричник, мислејќи дека ќе се снајдеш по пат за пари. Секогаш. Како ќе се снајдеш и ти? Па, не знам, мислам дека човек може да излезе надвор да не потроши пари. Затоа го сакаме градскиот парк. Да резервираш сместување со многу лоша рецензија, само затоа што тоа е единственото сместување на местото каде што одиш. Сите рекле дека е лошо, а ти сепак
со глава низ зид. Па ако е единствено, секогаш. Не патам од тоа, а и кога патувам, мислам дека најмал дел од времето го поминувам во хотелската соба. Така што, нели, креатот да се функционира и ќе се преспи. Што е за тебе патриотизам? Што значи љубов кон државата? Патриотизмот е љубов кон татковината, меѓутоа вистинска, не перформативна, не чукање во гради, не мафтање со знамиња. Еве, пушачите се актуелна тема и како пушач можам да кажам, еве патриотизам е да не го фрли пикавецот на улица. Да. Наедноставно кажам. Дали според тебе е патриотизам ако одиш да студираш надвор, особено на некој квалитетен универзитет, или се вратиш во Македонија, или некако и вратиш на Македонија во однос на знаењето кое што си го стекнал таму, да го донесеш тука? Апсолутно да. И да не се преценувам себе си, меѓутоа мислам дека и веќе сум се, не можам да кажам дека сум успел, меѓутоа сум пробал да го сторам истото. Пред да биде моменталната криза во високото образование во Америка, пред се буџетска криза и фискална, например, постоеше катедра по српско-хрватски јазик, они го велат Bosnian, Croatian, Serbian, јас си го велам по старото, меѓутоа ја укина. Македонски не постоела. Например, на Харвард, пред многу години, професор бил Хорас Лунд, кој што објавува првата граматика на македонскиот јазик на англиски. И мислам дека биле лични пријатели со Блаже Конески. Сум лобирал, сум им кажувал на институциите и на носителите на одлуки, па ќе кажам слободно на највисоко можно државно ниво, да се направи некаква иницијатива токму оваа приказна да се употреби, зашто да не финансира државата или некако да се договорат, да отпочнеме некоја мала катедра по македонски јазик на Харвард. Сум вмрежувал луѓе, зближувал, пренесувал контакти и слично. Дел од мојата професионална работа, историските трудови, се и македонска или да кажам пошироко постјугословенска историја, така што мислам дека пробувам некако да и вратам на мојата татковина. Го чувствувам и како обрска за Македонија, меѓутоа не е обрска од аспект на задача што така ми тежи, туку има нешто во мене што ми вели ова едноставно мора да се направи и сакам да го направам. Да, и зошто да не, сите ако размислуваат на тој начин, веројатно многу повеќе ќе имаме. Но што со оние студенти кои што останале во Македонија, кој би бил твојот совет за нив? Искрено ми пречи една перцепција што години наназад е наметната меѓу луѓето, а тоа е дека, луѓето што не се преселија од Македонија, луѓето што се уште живеат во Македонија, студентите што студираат на македонски универзитети, некако им се наметнува тоа да го поимаат како неуспех. И јас многу се противам на тоа. Прво, ја напаѓаме државата, меѓутоа треба да бидеме свесни колку таа ни дала. Вака или онака, јас сум и продукт на македонскиот образовен систем. 9 години основно училиште сум ги поминал таму. Здравството кое што сите го плаќаме, го користиме. Патишта. Значи, работи што ги земаме здраво за готово се всушност и државни интервенции. Не велам дека треба да бидеме ревносно благодарни кон тоа, меѓутоа треба да бидеме свесни. Значи, да се студира овде, никој пат не треба да го свата дека е неуспех. Дори мислам дека некој ќе се наметнува фетиш да се студира во странство, а да е непотребно. Велам, студирајте во странство, ако за вашата дисциплина, за вашето поле, тој факултет е многократно подобар од македонските. Меѓутоа, чумо некој студира во странство, а на универзитет послабо дуким или добива понизко квалитетно образование. Така што со тоа мора да завршиме. Второ, бидете свесни дека професорите се тука за вас. Вие сте корисници на таа образовна услуга и искористете ја максимално. Ова не значи да не се однесувате со почит, дека да не се однесуваат со непочит према нив, но овие години им се тие каде што може да го добијат тоа што го сакаат од аспект на знаење. Затоа што процесот да те примат на Харвард, па особено ако си странец, многу помалку се странци од американци, особено од Македонија, иако ќе зборуваме има доста македонци што завршуваат во последниве години на Харвард, е многу тежок. И сигурно кога аплицираш, знаеш дека шансите да те примат сепак се многу мали. Ако не те примаат, што ќе правеше? Каде ќе студираш?
Па, морам да ви кажам дека од страна на американските универзитети типував секогаш на Харвард. Добра. Не можам да кажам дека сум знал дека ќе ме примат, меѓутоа еве да кажам очекував, типував на тоа и всушност ја поднесов мојата апликација и порано. Рокот беше во ноември, за да го дознам резултатот некаде средината на декември. Истовремено поради роковите аплицирав на 5 универзитети во Велика Британија, каде што бев примен и на универзитетот во Торонто, во Канада. Секаде те примија, сакаш да ми кажеш? Да. И на крај одбра Харвард, ајде, ако баш мора, нека биде најдобриот се што да правиме. Има нешто што би те натерало да се вратиш во Македонија, затоа што наголемо се зборува дека ни требаат особено паметните млади луѓе кои што се образуваат надвор од државата, за да се направи тука промена. Па, нели, тука несомнено можеби си го поставувам прашањето што е поважно, индивидуата или колективот. Нели, многу е чудно да кажеме за сопствената земја, што е тоа што би не натерало, не баре, нели, Македонија има некаква обрска према луѓето што се иселиле да ги врати. Од друга страна пак, факт е дека голем дел од населението се иселува од разочараност, се иселуваат луѓе со секаков тип на образование, се иселуваат цели семејства, и државата губи од тоа. Дај ми барем 3 работи што сметаш дека би го вратила младиот човек у Македонија. Сигурно има 20, 3. Мора да вратиме надежда. Добра. Гледам, шетам околу себе низ Скопје, не гледам насмејани ликови. Нервозата се забележува на најобични места, шетаме по улица, во собраќајот, па и да не говорам кога возам. Во автобусите, во супермаркетите, кога се чека ред во банка, најбанални, најсекојдневни ситуации гледаме ненасмејани ликови. И тоа не е, нели, ако сите не се смеат, не може да биде вина на сите. Мора да иставиме крај на корупцијата. Ова е поврзано со нешто по хардкор. Сочно. Улици, екологија, нешто по онака. Мислам дека можеби никош не сме имале, меѓутоа ја изгубивме нашата приказна. Многу Добро, често се тоа е гледаме фер. себе си во поделени групи, не само по етничка линија, меѓутоа и внатре во етничките групи има таква поделеност што сите се сметаат себе си за припадници на пак малтене на различни племиња. Различни мали групички наместо на една држава. Понекогаш навистина ми е многу тешко да го видам тоа што ни е заедничко и што не врзува, а да не биде, не знам, како ни порача Марта Кос, полнети пиперки, пинџури и се, току нешто што е, нели, политички елемент, нешто што може да воведе кон акција и кон подобрување. Не треба таква приказна суштина, а не дека се согласуваме дека кебапите од Дестан се најубави. Еве реклама. Се согласуваме со тоа, иако има и други кои што би ги препорачале, ама сепак Дестан е, нели, името. Тоа ми падна прво на памет. Пинџурот и ајварот се добри, да, ама ни треба, те разбирам, приказна што сме ние сите како држава, без разлика на која друга група и групичка и подгрупичка припаѓаме. Ова ми се допаѓа и е добар одговор, не сме го добиле, искрено, до сега. Што би значало за македонската, еве, барем науката да те врати тука на факултет да работиш или во некој таков формат? Што е тоа што ете би те натирало или би си рекол, може би се враќам? Затоа што често слушаме во медиумите повозрасни луѓе како кажуваат зошто младите си одат и зошто би се вратиле, а тебе сега еве вас ве прашуваме. Што се однесува лично до мојот случај, ми предстои уште многу образование пред да размислувам за, нели, посериозна кариера. Имам уште година и пол од додипломските студии, понатаму би сакал да аплицирам на магистарски па на докторски студии. Целта е да станам универзитетски професор по историја. Така што и тоа образование го гледам надвор од Македонија моментално. Било на некој од европските универзитети, Германија, Франција, Велика Британија, било повторно во Соединетите Американски држави, каде што можам директно да аплицирам на докторски студии, не би ми требале магистерските како некоја транзиција. А колку спојот на практичното во работата и на она што значи, еве дури да сакаш да бидеш професор, сигурно на Харвард мораш многу да презентираш,
додека ти да стигнеш до тоа да бидеш професор. Сигурно мораш да истражуваш додека да стигнеш до тоа. Да кажеме, ако треба да работиш во компанија, сигурно ќе те спојат со компаниската работа која што би ја работил понатаму. Колку тој спој на академијата и теоријата и приватниот сектор значат за да може да спремиш, да кажеме, најдобри играчи, затоа што сепак Харвард ги вади најдобрите од светот. За, би рекол, најпопуларните сфери кариерни меѓу студентиве на Харвард, тука се инвестиционо банкарство, hedge funds, investment banking, venture capital, дури терминологијата на македонски за некој не ја познавам. Да. Меѓутоа тоа е финансискиот фондови, сектор, да. финансиска индустрија, така да ја наречеме. Регрутирањето почнува дури првиот семестар. Веднаш Значи, компаниите доаѓаат и викаат ќе работам страшно со е. овој студент. Јас искрено мислам дека е страшно оти. Еве, нели има деца буквално само што Да. завршиле средно, ги оставаат родителите, доаѓаат на кампус, некој дури не е ни важно дали од различна држава или не, Калифорнија можеби е подалечена од Бостон, од Македонија, се шегувам, меѓутоа секако доаѓаат од големи растојанија, во нова средина и уште првите неколку дена одма го добиваат тој притисок да се вклучат во финансискиот клуб на кампус, па има милион клубови такви, па тие во наставни активности се селективни, па аплицираат, па за да станат полноправни членови работат на случај. Истовремено компании ги како да кажам, подпишуваат договори со ваквиве студентски клубови и тие вршат некаква работа за нив, не знам, подготвуваат студија на случај, подготвуваат презентација консултантска, им даваат проблем што они го решаваат. И можеби ги пикираат веќе уште во прва, втора година. И таа хиерархија на искачување трае во сите 4 години од средното образование. Мислиш ли дека е потребно во Македонија формирање на таков вид на работа помеѓу факултетите и компаниите, особено стартапите, каде што треба иновација, меѓутоа и големите компании кои што се посветени имаат тимови за иновација, затоа што па студентите и научниците тука се особено интересни со своите идеи. Што се однесува до соработка меѓу приватниот сектор и високообразовните установи, јас би кажал дека и поддржувам и не поддржувам. Има една убавина на академската работа, токму поради тоа што на некој начин, не на некој начин, туку е привилегирана да биде одвоена од проблемите на овој свет. Да, Говорам од секојдневието и дава еден поширок преглед на работите. Додека на бизнес секторот му е потребна брзина и му е потребно решение сега, не за 10 години. Меѓутоа, нели, од многу брзање и фајде не бива. Фала ти многу, супер го завршивме разговорот и мислам дека навистина убави теми некако покривме. Се надевам дека ќе бидеме забавни еднакво за слушање како што нас не беше за разговарање. И секако на крај, ако мислиш дека нешто остана кое што би сакал да го кажеш за тие што не слушаат слободно. Го почнавме образованието и сосема на кратко. Мислам дека и тоа е многу важно и за средношколската младина, за средношколците. Образованието и училиштата треба да припаѓаат секому. И да, треба да создаваме кадар кој што ќе придонесува на пазарот на трудот, опремен кој што ќе биде спремен да работи, меѓутоа расправите и внатрешни и надворешни и сам со себе и со другите луѓе за историјата, за уметноста, за убавината, за доброто, за правдата, за човековата природа не припаѓаат само на една група на луѓе, мала, стуткана, експертска, туку треба да припаѓаат секому. И треба да се стремат и самите средношколци. Во Сојузот секогаш правевме разлика меѓу средношколскиот став по дадено прашање, не сакаме да учиме, ајде да бегаме од часови, и средношколскиот интерес, што навистина помага за таа генерација долгорочно, што е во интерес, да се стремиме кон тоа образованието да ја облагородува нашата душа и да прераснеме во една далеку пообразована нација. Ти благодарам и се сложувам со твојата визија. Може би еден ден и да е
заедно. Нека потрае секогаш одново. Затоа силно ти кушни ме, подлабоко ме шпреданди ми се, речи си нема што не можеме заедно. И овој ден нека потрае, со мене совршен секогаш кога се раѓаш одново. Понекогаш замижувам, земам здив и сум невидлива. Пред сите своји гребови јас не постојам, мојот ум нема причина да повине мирно, вечно да трага. Понекогаш замижувам, земам здив и сум невидлива. Се сомневаш дека ти решен си да одземеш блесок за момент, па се криеш, пак ми ги затвори очите. И додека паѓам, ми треба некој знак, може би ќе поверувам дека јас сама продолжувам. Следуваш тишина, чекам знака, сум невидлива. През сите твои гребови јас премолчувам, мојот лик нема причина да се гледаш во него. Се сомневам дека ти решен си да одземеш блесок за момент, па се криеш, пак ми ги затвори очите. И додека паѓам, ми треба некој знак, може би ќе поверувам дека јас сама продолжувам. Се сомневам дека ти решен си да одземеш блесок за момент, па се криеш, пак ми ги затвори очите. И додека паѓам, ми треба некој знак, може би ќе поверувам дека јас сама продолжувам. Слушнавте што слушнавте, видовте што видовте. Доколку не ви е доволно, уште од разговорот може да слушнете на нашиот YouTube канал, а таму ги имаме и останатите музички сегменти каде што снимаме македонски артисти кои активно создаваат музика кај нас.
Не заборавајте да не поддржите со тоа што ќе стиснете subscribe. Стиснете и follow и like на Instagram и Facebook, затоа што и таму постојано создаваме за вас. Слободно пишувајте ни препораки и коментари, го следиме она што ни го препорачувате и се надеваме дека ќе успееме да ве направиме се посрекни со секоја следна епизода. А повторно се гледаме секоја недела во 17 часот на Телма телевизија.